Лицата со телесен инвалидитет преку креативни работилници и спортски активности испраќаат порака дека треба да бидат видени во државата. Иако на почетокот соочени со болеста која ги лишила од многу работа и ги врзала за колички не бил лесен, сепак прифаќаат дека животот продолжува и не застанува тука. Се борат и функционираат во општеството. Да, и мене некогаш ми било кога го добив мојот инвалидитет, зборувам лично за мене. Така да, ама животот мораше да продолжи, не застанува тука. Сега тоа што е, какви сме, такви сме, затоа ние треба да излегуваме. Напротив, затоа ги правиме и овие дружби, за да видат тие лица што седат дома дека ние нормално живееме, у смисол дека треба да се дружиме и да се активираме во, например, во вакви спортови, во креативни работилници, поезија, музички настани правиме. Дружењата меѓу себе ги прават посилни со од големо значење за размена на искуства, имаат и цел да помогнат на лицата со попреченост да излегуваат од домовите, да се забавуваат, едуцираат и социализираат. Овој пат има од повеќе градови на Македонија, значи не сме само Мобилно Скопје. Мобилно Скопје се само организатори, а дојдени се и од соседна Србија, од 3 града, од Лесковац, Врање и Инчија, близу до Белград и неколку души од Рума. Ваквите дружења, ваквите корелации се од огромно значење, од тоа што се видливоста се зголемува, конекциите се зголемува и искуствата се секогаш оние кои што се на првата борбена линија, кои што на нам ни се неопходни, бидејќи секогаш нешто од нив учиме едни со други за некои новитети, за некои ситуации. Инаку Мобилно Скопје брои 2700 члена со телесен инвалидитет. Нина Ритоновска, Сител телевизија.